Овде ќе го објасниме начинот на превземање на нова верзија директно од самата програма. Во средишниот дел, каде што се добиваат информации директно од нашата веб страна, хронолошки се прикажани соодветните збиднувања. Овде пишува дека постои верзија MyMouth 9.20 бета. За да видиме дали е потребно истата да биде симната и надградена, на главното мени на вашиот компјутер го гледате точниот број на верзијата која ја користите. Во нашиот случај се работи за верзија 9.19, а ние веќе имаме на интернет верзија 9.20. За превземање го кликаме соодветниот линк, при што се добиваат една од овие опции, Run или Save. Одиме директно на опцијата Run. По поминувањето на соодветниот временски период за симнување, се појавуваат обично две опции, Delete и Action. Вие одите на опцијата Actions. Во случај кога користите Windows 7, обично се јавуваат можности на двете опции, Don't run this program и Delete program. Run anyway го нема никаде. Меѓутоа, во вашиот долен дел на овој прозорец се појавува едно мало иконче More Options. Кога ќе го кликнете ова More Options, тогаш се појавува и опцијата Run Anyway. Ја стартувате опцијата Run Anyway и почнувате со инсталација. Битно е да знаете дека, додека се врши процесот на инсталација, MyMouth програмата мора да биде исклучена. Затоа ја исклучувате на опцијата Излез и продолжувате со инсталацијата. Next, Next, I agree и натаму. За оние кои имаат две програми или повеќе програми на MyMouth за општа или специјалистичка ординација, во тој случај треба да го користат копчето Browse за да ги пронајдат соодветните локации каде се тие програми и едно по едно да ги надградат. А додека за сите останати кои имаат само една програма, останува опцијата Install и ништо повеќе. На крајот имаме опција Finish.